Боже, јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И во радост ке ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово, за секогаш. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, да биде волјата Твоја во мојот живот, во животот на сите оние кои ќе повикаат кон Тебе и кои ќе разберат дека треба да се вратиме во Твоја собственост, во Твоја присутност, во Твојата љубов, во Твојата вечност, бидејќи Ти ни даваш живот, здив и се. Без Тебе не можеме да направиме ништо, можеме да маткаме, да бидеме земјоделци како Каина и да го убиваме Авела во себе и околу себе. Биди и денеска со нас, со мене, овие живи слова нека ги допрат сите оние кои се жедни, ке клекнат на колена. Прости ми, Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Ке читаме она што водел Духот на претходната средба по Скопје. Се излеа доста сила и љубов. Исчитавме нешто од Стариот Завет, обично не го читам Стариот Завет, но со оглед на тоа дека не поведе Духот за да ни покаже во која суштина е тој, дека тој е како предупредувачко светло, како најава, како искус дека не можеш самиот, дека ти е потребен Исус да се соединиш со Исус, ветување Божјо за испраќање на Спасителот. Надворе -3-4, ноќеска падна снег. Ете, раката на Господа не се скусила. Не знам дали знаете, тада не може да спасува. Зошто не сум спасен, зошто сум болен? Увото негово не отврднало, тада не може да слуша. Видите, има причина на состојбите, но беззаконијата ваши. Видите, беззаконие значи сам си тераш по својот закон. Ве разделија од вашиот Бог. Беззаконието те разделува од Бог. Гревовите ваши прават да го сокрива лицето свое од вас, за да не слуша. Мораш да се покаеш, та да се покајат, та да ги исцелам. Зашто рацете ваши се осквернати со крв, прстите ваши со беззаконие, устата ваша говори лага, зборуваш од себе, не правиш разлика. Јазикот ваш искажува неправда, никој не го крева гласот за правда. За која правда? Па за Исусовата. Никој не се застапува за вистината. За која вистина? За твојата, не за Исусовата, ладно. Јазикот ваш искажува неправда, самиот си судиш. Никој не го крева гласот. И пазите, матат змиски јајца, ткаат пајажина, состојби на луѓе без Исус. Кој ќе ги изеде јајцата нивни, умира. Кој ќе ги скрши отровна змија ќе исползи од нив. Пајажините нивни не ги бива за облека. Нема да се покријат со изработката своја. Нема да се зацкриеш, да се покриеш. Пазете, делата нивни се дела неправедни. Твојата правда не е правда. Насилството е во рацете нивни. Бог е судијата, таткото е судијата, тој е учителот, тој е таткото. Нозете нивни трчаат кон зло,
брзаат да пролеваат невина крв. Мислите нивни се мисли нечестни. Ние зборуваме спротивно. Тој да мисли низ мене, тој да биде главата. Јас да сум послушен, по патеките нивни опустошување, одладно носот ми протекува, опустошување и погибел. Тие не го познаа патот на мирот, ова го има во Ефесијаните, и на патеките нивни нема правда, ова Исаија 59, видите? Патиштата им се искривени, никој кој оди по нив не знае за мир. Внимавајте по кого одите. Гледам луѓето земале, цитираат нешто. Имавме на случај, жена беше во потреба, дојде се молевме, има подобрување. И се отвара случајно, стануваме пријатели на Фејсбукот и гледам што постира сајт кој се вика Вештерки и некој цитат кој е спротивен на Исус, дека ние не старееме, туку растеме, како дрвијата. Мислам дека спротивно е во Исус, сосема друго зборува. Ние се смалуваме, а тој расте. Целата суштина е да се претопиш во него. И сега таа го постирала, тој не е свесна. Се уште не знае, нели? Мојот народ гине од незнаење. Пазете, со што се идентификуваш и кому му се поклонуваш. Затоа е далеку од нас судот. Чекаме суд, правдата не стигнува до нас. Видете во Македонија што се случува. Чекаме видело. Па кога вие правите идолопоклонство кон се и се што, а Исус ви е далеку. А тоа темнина, светлина, чекаме видело, а тоа е темнина, чекаме светлина, одиме во мрак. Не одиш по Исус, го пипкаме зидот како слепи, одиме со пипкање како без очи, напладне се сопнуваме како во мрак. Меѓу живите сме како мртви. Кои се тие живите? Станете мртви да влезат живите. Сите рикаме како мечки, стенкаме како гулаби, чекаме суд, него го нема. Чекаме спасение, тоа е далеко од нас. Далеко е кога Исус не го примаш во срцето. Не може тој да дојде, тој не може да дојде да ти се покаже. Доаѓа некој човек, ти сведочи, ти не прифаќаш, и Исус кога дојде беше за нив човек, па го прогласија за Сатана. Дека ги истерува демоните со Зерзевул, дека сака да им ги земе обредите. Сличен случај во Македонија. Престапите наши се многубројни, гревовите наши сведочат против нас. Живееш во грев, самата нељубов и себеволие е грев. Со нас се престапите наши, беззаконијата наши ги знаеме. Си постапуваш по својата волја и тоа има цена. Се плаќа. Ние изневеривме и излагавме пред Господа. Отстапивме од нашиот татко. Пак ќе дојдеме ние до тој момент. Земјата е паднат сатаната. Зошто сум јас на земјата? Кога овде вели, во прво Јованово, дека има два типа. Две суштини на земјата. Синови Исусови или синови Божии и синови човечки или синови нападнатиот на сатаната. Значи ти си паднат со сатаната кога ќе се родиш. Се додека во свесна состојба не повикаш кон Исус. Се додека во свесна состојба со сето срце и душа не побараш. И судот отстапи назад. Правдата застана далеку. Вистината се сопна на плоштадот. Честноста не можеше да влезе. Не му даваш на Исус да дојде. Како мислиш ти? Како? Самиот. И исчезна вистината. Исус, кој се оддалечува од злото, пазете, се изложува на обскрбување, на помош. Господ го виде тоа. На очите не му беше мило што нема суд, нема правда. Виде дека немаше човек. Пазете, нема свој застапник. Се чудеше дека немаше застапник. Тогаш неговата мишка му помогна и правдата негова го поддржа, го испрати Исус со својот син. За секој еден од нас да плати. А ние плачеме за разни состојби. Кога ќе изгуби некој фудбалски клуб, например. А не ти е жал дека таткото небесен во Исуса ја пролеа својата крв за секој еден од нас. И ја облече врз себе правдата како оклоп. Ова е важен момент, оклоп на правдата. За да ги задржи сите стријари на нападнатиот. Тоа значи
ти да не осудуваш. Правдата е на Исус Христос. Он е судијата, оклоп на правдата, не осудувам. На главата го стави шлемот на спасението. Шлемот на спасението не да мислиш со своја глава, да му дозволиш на Исус да биде главата, да ја извршуваш неговата волја. Секоја мисла да е покорна на Исус. Тоа е шлем на спасението. И потоа има друго. Риза на одмазда во облека, тоа овде во другиот, во Стариот Завет, нели во Исаија 59, во Ефесијаните кога го набројува, тоа е штитот на верата. Ти веруваш во Исус и не се плашиш од ништо. Пазете сега. Се покри со ревност како со наметка. Па тоа е тоа. Потоа е пишан во друг систем. Штит на верата. Верувам во Исус и не отстапувам. Не отстапувам, знам дека тој ќе ми даде се. И сега пак има тука овде вели, според делата. Според делата ќе им даде он. Кои дела? Па дела на љубовта. И ти вели, не треба ништо да правам. Какви дела? Па односот кон се што ти се случува е битен. Како постапувам ја? Дали постапувам заедно со Исус во заедништво, во љубов, ја барам неговата правда, чекам восто или самиот постапувам по свое? Значи, според делата ќе им даде он на противниците своји со јарост, што си правил тоа ќе ти се прави, на непријателите своји со одмазда, 3:4, 7:77 отплаќаш, на островите ќе им го даде заслуженото. Кои се тие острови? Па си живееш сам доволен, си имаш средства, си се стокмил нешто, си се поклонил на сатаната, на ликот на зверот и не те интересира светот. Само си се сакаш сами од себе си. И ќе дојде искупител и ќе се уплашат на запад од името на Господа, на исток од славата негова. Слава ти Господ Исусе Христе. Ако непријателот надојде како река, Духот на Господа ќе го истера. Ако непријателот надојде како река, Духот на Господа ќе го истера. И ќе дојде искупителот за Сион и за синовите Јаковови, кои се одвратиле од нечестноста, вели Господ. Тие што се одвратиле од нечестноста, кај нив ќе дојде Исус. Значи, тие што се одвратиле, ќе дојде искупителот од Сион, тоа е Исус, за синовите Јаковови, тоа сте вие, кои се одвратиле од нечестноста, вели Господ. И еве го заветот мој со нив, вели Таткото наш, Духот мој кој е врз тебе, врз Исус. Зборовите мои што ги вложи во устата твоја. Значи, низ Исус зборуваше Отецот, Духот. Нема да остапат од устата твоја. Од устата на потомството твое. Од устата на потомците на твоето потомство, вели Господ, од сега и довека. Значи, даровите Духот се неотповикли. Го дал Духот во Исус. Исус заминува, ти застануваш на местото на Исус, стануваш Син Божи. Кого го води Духот Божи, нема да отстапи и се е можно за оној кој верува. Син Божи стануваш. И твоите синови, ако се синови Божи, тоа е она што не отстапува. Даровите се неотповикливи. А тој мисли исцелил, некој има дар на исцелување и оди по светот исцелува. Наместо да сведочиш за Исус, да говориш за Исус, да го прашаш Духот што треба да направиш. Апостол Павле, ако се слушаше сами од себе, немаше да дојде во Македонија, бидејќи тој сакаше да оди во Азија, во Витинија и во Африка. Но Духот му рече, дојди по сонот на македонецот, во Македонија и помогни ми. И јас денеска викам, дојди Господе мој, Татко Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Духот мој, кој е врз тебе, врз Исус, и врз зборовите мои, и зборовите мои што ги вложи во устата твоја, нема да отстапат од устата твоја. Тоа е целата суштина, Духот да живее во тебе. Од твоето потомство, вели Господ. Како да живее? Па тоа е целата суштина. Како да живее? Да му дозволиш, тоа е треба. Доаѓа некој како Исус, ти сведочи, ти кажува, да го отвориш срцето, да му дозволиш на Духот, да дојдеш во некоја заедница каде што Духот учи, каде што Духот води, каде што Духот слегува поуки. Слегуваат поуки. Тој е учителот. Заврти се кон мене, вели Исус. Пишано е, дојдете при мене сите. Заврти се кон мене, изморени, обременети, и јас, Исус, ќе ве успокојам. Тоа е повик, покана да се завртиш
да се покаеш, мораш да се покаеш, да се понизиш пред Господа, пред Таткото, да оставиш се земно, да оставиш се смртно, да се доближиш до Исуса, да ја ставиш главата на градите негови, како Јован, например. Исус се оживотворува. Он ни дава живот, здив и се. 1 Тимотеј 6.13. Во 16 стих вели дека е единствен, бесмртен. Тоа е вечноста. Сето друго е минливо. Живее во непристапна светлина. За да бидеш духовен, љубовен, Исусов, треба да се завртиш кон Него. Да се предадеш во Него. Да се препуштиш, да се претопиш, да се растопиш во Исус. Да се осветиш, да се искапеш во духот мој, во водна бања во Словото. Тие влегуваат во вода, јадат лепи вино и мислат физичко. Да видите, духовно е образувањето во срцето, не е физичко. Христијаните мислат со свој ум дека некој друг ќе се моли за тебе. Светец, Богородица. Другите само во умот се мачат, се катат да воспостават слика и замисла на Бог. Има таму во Јаков. Ако е некој болен, повикајте ги свештениците да се молат во името на Исус. Ама тој зборува за духовна заедница на Исус. Цитираат, проучуваат со телесен ум, не застанале вистински пред Него, пред Отецот на сите, со сета душа и срцето. Дали си застанал? Дали си свесен за тоа? Они се обидуваат да го замислат таму некаде далеку, озвучуваат цитати и нарачки, а Исус и Отецот би требало да живеат во твоето срце. Самиот живот, самиот дух што ти е вдахнат е дел од Отецот. Во некое мало одајчи кликав, тоа е та тајната соба. Ова треба да се расплонти, да му даеш на духот, да те освети од внатре, да те искапе. Се обидуваат, чипчат, напнуваат, репетираат стихови, цитати, нарачки, Господи, 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 еден ритам што ви е познат во една деноминација. А не секој што вели Господи ќе влезе во Царството Божјо. Ние зборуваме за Татко. Татко. Отецот е единствен, Таткото е единствен, бесмртен, живее во непристапна светлина, него никој не може, не го видел, ниту може да го види. 1 Тимотеј 6.16. Така не можеш ни да го замислиш, не знаеш каков е. Со срцето да разберат, треба да се свртиш кон него, да се покајат, да ги исцелам. И да ми го дадеш клучевите од твоето срце. Зошто не се исцелувам? Па не си се покајал. Сакаш да останеш стариот човек. Мораш да му ги дадеш клучевите од твоето срце, тоа е реално. Вистински да застанеш пред Отецот. Како? Ај, слушај, ти кажам, не на колена. Како дете пред небесниот Татко, да се покаеш од срце, да побараш прошка, да му се предадеш. Ти бараш прошка од родители, добро е тоа, но од Таткото ќе побараш ли прошка, од тој што создал се и од Исус. Зашто го распнавме и го распнуваме секој ден кога не се љубиме еден со други, да се вратиш во Негово владение, во Негово водство и собственост, да примиш сила во духот и љубов, да примиш жива вода од твојата утроба. И Исус вистински ќе се насели во твоето срце. Со срцето да разберат, да се покаеш, да се претопиш во Исус. Тоа е тој духот што го зборува. Заветот. И тие го читаат Стариот Завет. Па Стариот Завет е надминат. Зошто? Па бидејќи не можеш самиот. Ете, толку години ве чекаше. Едните се молат на други, друг да се застапува, другите ќе се молат за ними светци, наместо да се вратат кај Таткото небесен и Исус. Другите го замислуваат, измислуваат во умот. Никој не го видел, кој го насликал. Цитираат, нарачуваат, сугерираат со тоа Господи, Господи. Ние зборуваме за Татко, Ава, Оче. Кога ќе дојде Духот, ти ќе викаш Ава, Оче. Ова често го повторувам. Кога ќе дојде Духот, ќе викаш ти Господи Исусе Христе.
кога ќе дојде Духот, само Исус ќе го прославиш и ќе го славиш Исус во практика на љубовта кон се и кон сите. Заврти се кон Исус вистински, остави се, кажи: татко, Оче, татко мој небесен, отвори го срцето. Знаеш ли дека имаш татко кој е бесмртен и создал се и е љубов која никогаш не престанува. Љубовта е таа која е вечна. Научи да молчиш во присуство на Исус. Дозволи му да те преоблече во љубов. Покај се, мораш да се покаеш. Да се покаеш е едно. Знаете, да се покаеш сега и да бидеш покајан понатаму, да не се враќаш, да простиш, да не осудуваш и да ја прифатиш неговата волја. И јавно да го исповедаш. Дозволи му да те направи силен, Тимотеј, да те научи да победуваш со љубовта. Татко, ти се враќам во твоја собственост и управување. Исусе, насели се во моето срце и тогаш нема да се катиш да го замислуваш Господи, Господи, ќе викаш татко, вистински ќе живееш и љубиш со него. И 1 Коринтијаните 13:11. Сега знам нешто, но тогаш, кога ќе се вратам горе, по мојот вистински дом, мојата вистинска татковина, небесна татковина, сега знам нешто, по нешто знаеме, но тогаш ќе знам како што ме познава таткото. Сврти се кон Исус, да бидеш едно со татковата љубов, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Ти кога ќе станеш роднина, ќе станеш свесен за тоа. Дека си дете на небесниот татко, ти ќе немаш време дури ни за титулите Господи Исусе Христе. Ти викаш Исусе, од срце. Татко, татко помогни ми, Исусе, Исусе те сакам. Мојот татко е семокниот Бог. И често ќе ми речат, па како се снаоѓаш, пари не ми дава. Државата ме испиша на сите црни листи финансиски. Театарот го затвори. 15 на години книга не ми дава Министерството за култура. Нека се живи, здрави и благословени. Мојот татко не ми дава ни представи, но Исус ми дал чаша на благослов што се прелева. Мојот татко создал се. Тој е семоќен ги врше. Како се исцели ти? Па со Исус мог. Вистина ли ја исцели Исус сопругата? Па да. Ајде молете се за мене, ќе се молиме, ќе се подопре и се враќа на старото. Виж, да се покаеш, значи да се оставиш. Да се оставиш во калта и во блоеницата. Стариот човек. И да бидеш Исусов тихо. Со силата на љубовта, со мирот Исусов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, Нов Завет, Стар Завет. Еве го сега Исаија и уште еден стих. 6 глава Исаија 12. Народот и царствата и црквите и душите, кои нема да сакаат да ти служат, ќе загинат. Таквите народи сосема ќе бидат истребени, поминуваш низ оган, низ огнено езеро, златото се прочистува низ оган или среброто. И потоа ново небо, нова земја, и ќе дојдат при тебе со покорност синовите на оние што те измачуваа. Тој е добриот пастир, чека да се покаеш. Ке ти се клањаат пред нозете твои сите што те презираат. Мораш да се поклониш пред него. Тоа е категорија да разбереш, да се отфрлиш стариот. Вистински да се покаеш. Ке те наречат град на Господа. Сион на светецот Израелев. 59 Исаија 21. Еве го заветот нов. Новиот завет. Стариот завет не го исполнија, сите изгинаа. И во пустината изгинаа, само неколку. Еве го заветот мој со нив, вели Господ, бидејќи немаш сила да го победиш сатаната во тебе внатре, што ти е во срцето и во умот. Духот мој кој е врз Исус, врз тебе, јас ти го преведувам. Зборовите мои кои ги вложив во Исусовата уста и во устата твоја, нема да остапат од устата твоја кога тој зборува. Не јас, од устата на потомството на потомците и од другите потомци, од сега и довека, кога тој зборува, кога тој ги врши делата, кога му дозволуваш да те направи силен, кога му дозволуваш да те искапе во водна бања во Словото, кога му дозволуваш да молчиш ти тој да зборува,
Ти да се смалуваш, тој да расте. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, љубовта никогаш не престанува. А љубов е мојот татко и Исус. Биди и ти љубов, брате и пријателе. Кој е болен, нека клекне на колена, допрете се, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Покажи ми што да допокајам. Им простувам на сите, дај ми сила да им простувам на сите, простувам. Никого не осудувам. Дај ми сила да не осудувам, да го облечам оклопот на праведноста. И ја прифаќам Твојата волја. Сакам да бидам син Божји, кој го води Духот Божји. Од земјата до небесата, за секогаш Исус, пред мене, зад мене, околу мене, во мене. Исусе, ах, колку си ме возљубил, Татко Небесен, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцето Твое. Исус, дај му ги клучевите од Твоето срце, синко човечки, зашто имаш малку време. Амин, до Божјиот царство небесно. Амин. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И со радост ќе ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возљубено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово, за секогаш Исус, 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 за секогаш Исус